Гледате Македонија наутро и во следните минути го започнуваме блокот по 8 часот со нова тема и ново гостување во студио. Односно, ќе прашаме дали технологијата го осиромашува или збогатува македонскиот јазик на социјалните мрежи и дали се намалува употребата на кириличното писмо исто така на социјалните мрежи, особено кај новите генерации, сленгови, англицизми и комуникација преку емотикони. До каде сме? Разговараме со професорката Мими Спасова, професорка по македонски јазик. Благодарам за издвоеното време и добро дојдовте во Македонија наутро. Добро ве најдов, добро утро. Ви благодарам на поканата. Како што најавивте, тоа е еден проблем кој што некако се повеќе не тишти нас кои што посебно се занимаваме со оваа благородна работа, тоа е професорската или учителската работа. Значи, допирот со младата популација, комуникацијата, посебно со деца од 14 до 18 години, јас велам е еден благороден процес, посебно во реализацијата и остварувањето на тие две суштински насоки, образовната и воспитната насока. Од една страна, и од друга страна, секако не треба да се действува нели во однос на зачувување на тоа што ни е кодифицирано, кое што ни е законски прогласено за карактеристика, за посебност на нашата нација и на нашиот народ, а тоа е јазикот и писмото. Значи, во преамбулата на Уставот на нашата држава се стои конкретно, јасно, дека официјален јазик на македонскиот народ е македонскиот јазик, а официјално писмо е кириличното писмо. Поставеното прашање кое што се однесува на употребата на кириличното писмо и на македонскиот стандарден јазик на социјалните мрежи е навистина еден голем проблем со кој што се соочуваме, како што реков, и во секојдневието, меѓутоа и во образовниот процес. Зошто е голем проблем? Затоа што младите се повеќе и повеќе пишуваат со латинично писмо, посебно кога станува збор за таа нивна секојдневна комуникација на социјалните мрежи, но некако почнуваат да го употребуваат и во другите поофицијалните варијанти на писменото изразување, кое што велам дека веќе представува еден голем проблем. Зошто тоа се прави? Најверојатно заради брзиот начин на живот, најверојатно заради тоа што некако се вадат себе си на во актуелноста на употребата нели на латиничното писмо и се охрабруваат во однос на таа брзина која што ја има нивниот живот да употребуваат колку што е можно повеќе скратеници, да прават одредени сопствени варијанти не само на зборови, туку и на синтагми, на реченици, па честопати ние повозрасните можеме да се најдеме затечени пред тие формулации кои што се малку чудни и кои што не замислуваат. И дали е во ред да се каже дека се случува нели некоја еволуција на македонскиот јазик, односно на кириличното писмо, или се случува некоја промена? Јас ќе речам дека се случува промена, еволуција не би рекла, затоа што еволуцијата оди во една позитивна насока. Еволуцијата значи стремење кон нешто посовршено, а во овој процес јас гледам малку и опасност. Што значи дека вашата проценка како некој кој што постојано е секојдневно во комуникација со средношколци, млади луѓе, дека нашиот јазик страда на некој начин конкретно за социјалните мрежи и неговата употреба таму. Меѓутоа пак како професори имате своја мисија. Како ги мотивирате учениците повеќе да внимаваат и да употребуваат кирилично писмо и неофицијално после училиште, секаде всушност каде што ќе има потреба да го користат во нивното секојдневие, во кругот во кој што тие излегуваат и се дружат? Како што ви реков, професијата која што јас ја имам и ја работам, ја сметам за особено благородна професија. Мојата мисија како професор по македонски јазик и литература е да ја наметнувам желбата, потребата, свесноста на младата популација за вредноста на својот јазик и своето писмо. Како ги мотивирам? Континуирано тече оној тип на поправка на часовите кога учениците употребуваат нестандардна лексика или кога прават некоја драстична промена во употребата на графемите од кириличното писмо.
Мојата порака до моите ученици е секогаш да бидат свесни за вредноста на јазикот и на писмото и тоа да го посочуваат на нивното поблиско обкружување. Не е срамно да се поправат своите блиски во секојдневната комуникација дека треба одреден збор да се изговори или да се каже на друг начин, а не она, нели, дијалектна или жаргонска лексика која што се употребуваме во блиската секојдневна комуникација, дека не е срамно да се поправаат меѓусебно и пред се дека тоа е една наша одговорност и должност кон сите оние кои што направиле многу за да се дојде до тој значаен момент, поврзан нели со историскиот 2 август 1944 година, кога се случува и кодификацијата на македонскиот литературен јазик и кога се озаконува кириличното писмо како писмо на нашиот народ. Што значи, ние ја имаме таа должност, таа одговорност и мора да сме лојални на тоа што е пропишано законски. Го прифаќаат ли ова вашите ученици? Го прифаќаат. Јас сум пресреќна кога ќе ги слушнам дека тоа го прават и во секојдневието. Доаѓаат со гордост да кажат: професорке, ова се случи вчера. Меѓутоа, кога кажав, тоа беше малку смешно прифатено од останатите, но јас охрабрувам. Иако се смеат, наредниот пат тоа ќе биде можеби посериозно прифатено и секоја поправка, секој указ значи истовремено и освестување на тоа што навистина треба да се употребува и да се практикува. Така што во секоја смисла блискоста со учениците, секако нели на професионално ниво, овозможува колку што се може повеќе да се дејствува, не само да се употребува македонскиот стандарден јазик и кириличното писмо во наставата, туку и надвор во нивната меѓусебна комуникација, како и во комуникацијата на социјалните мрежи. Колку што се може и тоа се укажува, но тука оди малку потешко. Да, затоа што тоа светот во кој што нели новите генерации комплетно се пронаоѓаат на начинот на како што е поставено сега. Така. Меѓутоа, кога станува збор за социјалните мрежи, освен значително намалената употреба на кириличното писмо, тука е и комуникацијата со емотикони и стикери. Издвоивте на самиот почеток, можеби една од главните причини е овој брз начин на живот, па гледаме кај што може да се скрати и да се добие на време и навистина има зголемена комуникација токму со емотикони, многу кратко, па како, дали тие всушност ја одземаат моќта на пишаниот збор и способноста да се изразуваат чувства токму на мајчиниот јазик? Емотиконите се многу интересен момент во употребата, која што ја има и во секојдневието, и во комуникацијата, и блиската, меѓутоа и подалечната, попрофесионалната, ајде да речеме, комуникација. Емотиконите некако ги врзуваме можеби со еден вид на идеограми. Зошто со идеограми? Сега, ако се враќаме наназад во историјата на потеклото на писмото, на првите форми на писмено изразување, идеограмите се оние форми кои што оној првобитен човек ги користел во укажувањето на некои апстрактни поими, каде што секако нели влегуваат и чувствата кои што треба да се изразат. Во однос на чувствата, јас велам таа анимираност која што ја носат емотиконите е некако интересна доколку биде подкрепа на вербалниот исказ. Меѓутоа, ако вие емотиконот го користите за да покриете цел израз, цела реченица, па дури и настан, тука е проблемот. А младата популација се повеќе емотиконите ги користи токму за тоа. Да речеме, ако се случило нешто прекрасно и тие имаат потреба тоа да го соопштат на своје другарче или на свој близок, најчесто тоа го прават со одредени форми на емотикони. Друго е кога ние, да речеме, позрелите, ќе употребиме вербално објаснување за нешто кое што се случило и тоа ќе го пропратиме нели со таков вид на емоција, сликовна емоција. Тоа е убаво. Меѓутоа, кога цел вербален исказ се покрива со сликовит израз, тука веќе воочуваме дека лексиката и вербалната насока на изразување на младата популација е проблематична.
Значи, се повеќе и повеќе се крати изразот, се крати синтаксичкиот изглед на одредена реченица во однос на правилноста на реченицата, и се повеќе не достигаат зборчиња за да се каже одредено нешто, независно дали е тоа емоција или било што друго кое што треба да го кажат во форма на реченица. Сте имале ли моменти кога забележувате директно дека на учениците или еве да ги земеме новите генерации генерално, дека имаат проблем да најдат точен израз на македонски јазик, без разлика дали станува збор за комуникација со емотикони, па тоа допринесува да имаат потешкоти, или англицизмите кои што ги имаме навистина премногу во нашиот јазик, и ако ги имало од секогаш, веќе станува збор за изрази кои што споменавте исто така на самиот почеток, повозрастните и не ги разбираме можеби. Така. Проблемот е и тука исто така загрижувачки. Зошто? Јас некако тој проблем го пронаоѓам уште во најмалата возраст, кога децата се соочуваат со англискиот јазик во различни варијанти. Најпрво преку анимираните филмови, преку тастатурите на компјутерите кои што се со латинично писмо, па се слуша англискиот јазик, па потоа се слуша музика на англиски јазик, се гледаат серии, се гледаат филмови на Netflix кои што се покриени исто така со англискиот јазик. Па потоа се чита и литература на англиски јазик и доаѓаме до тој момент кога веќе англискиот јазик добива некоја важност на мајчин јазик, затоа што знаете, гордост некако е на младите родители да се пофалат дека нивното дете кажува no наместо не, yes наместо да и така натаму. Верувајте, тоа е гордост, јас не критикувам на тој план, меѓутоа секогаш прво детето треба да го усвои мајчиниот јазик, а потоа да се оди со варијантата на тугите јазици и да се изучуваат тие други светски и меѓународни јазици. Токму тој процес на растење на децата некако се одразува и во употребата на англискиот јазик во секојдневието. Не е ретко вие да слушнете како млади луѓе зборуваат на англиски јазик меѓу себе во секојдневната комуникација кога ќе седнат на кафе или кога пешачат по улица. Во училиште, кога станува збор за активна употреба на стандардниот јазик, учениците честопати, посебно на часовите по литература, кога работиме книжевна анализа на дела, доаѓаат до момент кога се замислуваат пред одреден збор. Тие може би чувствуваат непријатност да ме прашаат мене, затоа што знаат дека реагирам на тој тип на варваризми. Јас велам англиските термини се веќе варваризми кои што се повеќе и повеќе влегуваат во нашиот јазик. И прашањето го упатуваат на другарчето кој што седи до него, нели тивко, она суптилно ќе прашат како беше тој збор, па потоа ќе го кажат тој збор. И дури прават и одредени варијанти на глаголи и на глаголски именки кои што ни доаѓаат од англискиот јазик. Свесноста за спречување на тие варваризми, како што реков, затоа што во некое време пред 21 век тие беа реткост. А сленговската лексика вие ја имате секаде. Ја имате секогаш кога станува збор за комуникација на улица. Меѓутоа, варваризмите се употребувале во уметничката литература чисто да се долови, да речеме, поднебјето од каде што доаѓаат одредени зборови. А сега веќе англицизмите како варваризми се секојдневие и се повеќе се вдомаќинуваат во нашиот јазик. Предпоставувам дека уште еден сериозен проблем кој што го забележувате и вие е тоа дека на социјалните мрежи во светот на дигиталната ера правописните грешки, голем дел од нив веќе се прифатени како и нормални. Дали го забележувате тоа и најчесто каде се греши? Споменавте пред да почнеме со самиот разговор дека навистина и се губат некои основни правила кои што за жал се почесто ги гледаме без разлика дали е објава, коментар, комуникација приватна. Так. Тука исто така игра улогата што почесто користиме латиница наместо кирилица.
За жал и тука се случува една промена која што не е многу зарадување, напротив, исто така предизвикува загриженост, посебно правописот на одредени графеми. Латиничната употреба или поддршка не ни дозволува употреба на графемите Ќ и Г, што значи се почесто се употребува наместо Қ и Г, К и Г. Потоа, употребата на графемите Л, Њ се повеќе се заменува со Л, Ј, Н, Ј. Ш се повеќе се заменува со С. Зошто тоа се случува? Како што реков, сите тие дигитални апарати кои што ги користат, и ние ги користиме, и повозрасните, значи и помладите, некако ни прават се повеќе да се навикнуваме на одредени графеми кои што, за жал, исчезнуваат во кириличното писмо. Латиничната варијанта се употребува, како што веќе неколку пати велам за жал, и во официјалната комуникација. Значи, социјалните мрежи не можеме да ги поврзиме само со секојдневната комуникација. Нели, дигиталните медиуми постојат. Дигиталните медиуми си дозволуваат исто така употреба на латинично писмо и на латинични графеми. Така, правописните грешки, навистина, кога работиме правопис, еве јас ќе си дозволам да ви кажам дека најинтересни примери за правописни грешки и за лексички грешки ни се медиумите. Дури имаат учениците одредени проекти на истражување кои што ќе ги доведат до конкретни примери кои што се случиле минатиот ден. Да не зборуваме за истражувачки проекти кои што би се изведувале за еден месец или за, не знам, неколку месеци, тогаш би имале навистина многу примери кои што се за жал негативни примери. И јас велам тоа треба да се освести и конечно некако да профункционира законот за употреба на македонскиот јазик, како и работата на инспекторатот кој што треба да се занимава со употребата на македонскиот стандарден јазик, за сите овие аномалии да се спречат навреме. Затоа што сето ова оди во некоја многу загрижувачка варијанта и може да доведе до навистина големи штети кои што би се нанеле и на писмото, меѓутоа и на јазикот. Благодарам многу, професорке, за сите одговори кои што ни ги дадовте денеска. Се надевам дека и верувам дека во вашата работа сте дел од промената, меѓутоа на позитивно со вашите ученици во 2 и 4 година средно образование во гимназијата Корчагин. Јас ви благодарам вам неизмерно за поканата. Ме радува што издвојувате простор за писмото и за јазикот, затоа што јазикот и писмото се нашиот идентитет и ние треба да се грижиме за нив.